По објавување на коалицијата меѓу ВМРО ДПМН, Алијанса за албанците, Алтернатива, БЕСА и Левица со цел гласање на недоверба на владата, пратеникот на Алтернатива Скендер Реджепи Зеид излезе со тврдење дека бил доведен во заблуда и дека во никој случај неговиот потпис нема да стои покрај тој на лидерот на Левица Апасиев. Но подпредседателот на ВМРО ДПМН Николовски на пресконференција на 8 ноември излезе со друго тврдење. Според него, Реджепи ќе го поддржи гласањето на недоверба на владата закажано за 11 ноември. Јас од она што го знам и од она што сум го слушнал, не можам да зборувам во туѓе име, е дека господинот Реджепи ќе гласа за недоверба на оваа влада предводена од СДСМ и ДУИ. Ова тврдење на Николовски е спротивно на она што го тврдеше пратеникот Реджепи и пред и по неговиот прес. На 6 ноември порталот Журнал на албански јазик излезе со тврдење дека Скендер Реджепи Зеид е против договорот за новото мнозинство, што беше пренесено од повеќе медиуми. Потврда за ставот на Реджепи објави и Слободен печат. Пратеникот Реджепи има забелешки за вклучувањето на партијата Левица во коалицијата за рушење на оваа хибридна власт на СДСМ и ДУИ. Сметаме дека има алтернатива и решение и за ова прашање, велат изворите од Алтернатива за Слободен печат. Реджепи го потврди ова и за ТВ Алсат, пред одржаниот прес на Николовски. Кога ја составувавме листата, Левица не беше дел од неа. Не прифаќам мојот потпис да е дел од списокот заедно со потписот на лидерот на Левица. Не го добивме мандатот за да изслужиме на антиалбанска кауза, изјавил Реджепи за Алсат. По пресот на Николовски вечерта на 8 ноември во гостување на телевизија 21, Реджепи уште еднаш го потврди спротивното. Во моментот кога политичкиот субјект на кој припаѓам, утре или задутре, се одлучи да го прифати потписот заедно со Левица на списокот, тогаш мојата одлука ќе биде сигурно напуштање на партијата. Можам дури и да го вратам пратеничкиот мандат, рече Реджепи. Дали ќе се обистинат тврдењата на Николовски или на Реджепи, останува да видиме на гласањето на 11 ноември. Во секој случај, како и да заврши гласањето на 11 ноември, еден од овие двајца, Николовски или Реджепи, ќе изгуби довербата на јавноста и ќе остане со кратки нозе. Можеби на некои политичари тоа и не им е важно, но треба да им биде важно на граѓаните и на публиката.